Драги мои, добар ден. Добродојавте во најновото издание Новинаш и ваш демократски импулс. Денеска ми е особена чест што конечно во наше студио ќе продефилира еден актуелен пратеник, да кажам, можам слободно да кажам дека прв актуелен пратеник, а тоа е господинот Малиша Станковиќ, пратеник од политичката партија Социјалистичка партија на Република Македонија, така е. Добре дојавте и чувствувате се како дома во нашето. Благодарам, се чувствувам како дома, благодарам на вашата покана. Најнапред да ве запрашам дали сакате да одиме на вие, на ти? Како ви одговара, можеме и на ти. Секако. Вака во опуштена атмосфера, пошто гледам дека имаме еден опуштен разговор. Така. Сакам да ве запрашам, иако се долго време присутен во македонската политика, дали например имате и вие, дали го делите мојот впечаток тоа е дека например на помалите политички партии помалку им се дава некако медиумски простор да спомнам. Апсолутно сте во право, гледате генерално на сите оние што се мејнстрим медиуми, вообичаено политичките емисии се базираат на тројца. Или двајца кои што ќе дојдат и се конфронтираат меѓу себе, ги конфронтираат своите ставови и е многу тешко во тој простор да се пронајде и некој од помалите политички партии. Кога зборувам помалите, ова условно речено помали политички партии, најчесто е останато она што е од претходните од 90-тите години да се повикуваат ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз како две конфронтирани страни. Генерално е тоа и во албанските медиуми, кои што ги имам исто така сега во денешно време во Република Македонија, каде што се зимаат исто така представници на ДУИ и на ВЛЕН како две најголеми политички партии во нивниот блок. Така да е многу тешко да се дојде до медиумски простор, сите ние заедно се бориме за тој медиумски простор да ги скажеме своите ставови, нашите политички погледи и слично. Мислам дека горе-доле успеваме, особено преку ваквите подкасти во денешно време, преку социјалните медиуми и слично. Така е, денес има и подкасти за разлика од минатото и многу е по олеснителен тој начин на пристап, да кажам така. Вие сте актуелен пратеник, спомнавме од Социјалистичката партија на Република Македонија, малку ми не знаат, и сте коалиционен партнер со водачката гарнитура на ВМРО ДПМН, но по многу ставови и немате исто размислување, така да кажам, па делувате можеби условно кажано како позиција. Па добро, ние сме генерално Социјалистичка партија на Македонија, по своето убедување е левичарска партија. Затоа сме социјалисти, социјалистите секаде во светот се левичари. ВМРО ДПМН од друга страна е демохристијанска конзервативна партија, односно десно ориентирана политичка партија. Често пати луѓето не прашуваат зошто всушност сте вие во коалиција, но коалицијата започнува некаде од 2004 кога всушност се најдовме во одбрана на оние национални интереси. Тогаш Социјалистичка партија беше дел од третиот пат и започнавме една иницијатива за собирање на потписи против оној закон за територијална поделба, ако се сеќавате, кој што практично направи една вештачка по етничка основа поделба на картата на Република Македонија, така да ние покренавме иницијатива за референдум. На таа иницијатива за референдум ни се приклучи тогаш ВМРО ДПМН и тоа се отприлика почетоците. Во тој дел на националните чувства, погледите на задржување на државата, на националното ткиво на државата, задржување на културата, јазикот и слично, во тој поглед сме исти со ВМРО ДПМН и тоа е она што не спојува и не држи заедно во коалиција. Се разбира за другите прашања, ние можеме да имаме различни прашања, различни размислувања, не само вака во одредени медиуми, туку и во самото собрание. Зошто да не? Тоа е всушност и демократијата. Како функционира владиното мнозинство? Дали е стабилно, например? Стабилно е, владиното мнозинство е стабилно, ние комуницираме и функционираме добро, гледаме пред да дојдат одредени законски решени или слично, претходно да ги искомуницираме, да се издоговориме, да заземеме заеднички став и во овој момент, како и годините претходно, функционираме одлично. Што и не е некој си греф, тоа е нормално, кога се вели така. Да започнеме со горчливите прашања, а тоа е од типот тоа е една ваша тема, често пати говорите во собранието на оваа тема, тоа се брзите кредити
Така. Тоа е една горчлива гнедова, би рекол, на македонецот. Кога велам македонецот, тука спаѓаат и албанци, македонци, срби, сите. Македонските граѓани генерално, така. Така. Што мислите, како би го решиле овој проблем со овие брзи кредити, заради тоа што знаеме поготово денеска дека има и финансиски, нели, друштва кои велат нема камати, а знаеме дека каматните стапки им се поголеми од лихварите и тоа закон, и тоа се според закон велат. Како да се над законот? Па токму тоа е проблемот. Јас често пати зборувам на тие теми, гледам и јавно да ги искомуницирам со граѓаните тие теми. Видете, финансиски друштва, точно е дека согласно со закон, финансиско друштво може да направи таква политика на давање на така наречени брзи кредити. Брзи кредити, односно брзо да ги одобруваат и брзо да има и враќање. Се извинувам, една мала дигресија. Исто така знаеме дека само со лична карта може и во туѓо име денеска да се земе со фотокопија од лична карта, ба има ли некаква? Тоа е катастрофа. Тоа е противзаконски да можеш ти во име на друг да земеш брз кредит. Замислете вие сега да ја земам вашата лична карта и да земам во ваше име брз кредит. Тоа е катастрофа. Тоа не сме да се дозволува. Мене интересно ми беше што Министерството за финансии, јас тоа го кажав, конечно направило некаква контрола. Сега направена е контрола и се увидени одредени недостатоци. Значи, ова што вие сега го зборувавте, дека се вели дека е 0% камата, меѓутоа ваму имаме еден куп на скриени трошоци. Имаше една жена која што искомуницира со мене како пратеник, бидејќи ние генерално сме отворени и секој може да дојде до кај нас, дека за 20.000 денара... Па не се сите, вие можам да посведочам, но не се сите. Добро. Генерално поголемиот дел може да дојдат граѓаните до нас. Од 20.000 денара кредит треба да врати 70.000 денари, а кредитот е со 0% камата. И како се со 0% обработка на некакви си трошоци, еден куп на скриени позадински трошоци кои што ги има. Тоа не смее да се дозволи. И јас сметам дека Министерството за финансии е добро што конечно направило некаква контрола. Она што е недоволно и за кое што јас се борам во овој и ќе се борам во наредниот период е да почне да има казни. Значи не е само да ги сконтролираме, да укажеме и тие нешто да поправат. Мора да почнеме да ги казнуваме. Не може така да работат. Бидејќи на крајот од денот, видете, оставаат цели семејства на улица. Оставаат луѓе кои што навистина после не можат да излезат од тие долгови во кои што се наоѓаат. Да не речам и самоубиства има многу заради овие долгови. Апсолутно, значи ние мораме, тие вообичаено кога кажуваат, велат, видете, ние им укажуваме на нашите клиенти дека има ваков тип на трошок, таков тип на трошок, тие ги зимат кредите. Не е баш така. Тие се во очајна состојба, вие треба да им кажете што следува до крај. И то треба јасно да го пишете. Бидејќи кој ги чита, знаете на договорите, ќе ви дадат некој договор кој што е од 5-6 страни. Вие сте во тешка состојба, ќе го потпишете, нема ни да ги видите сите клаузи. Така е, со ситни букви, не сте правно едуциран, не сте економиста, секој може да земе кредит. И после ги има ризикот на враќањето и целиот терет на враќањето. Мораме многу посериозно во наредниот период да се позанимаваме со таквите финансиски друштва. Јас дополнителни прашања би отворил. Кои се собствениците на такви финансиски друштва? Јас ги отворив, ако се сеќавате, како прашање банките. Тоа ми е следното прашање, така. Околу банките, например, гувернерот Трајко Славевски се обидува нешто да направи, не му баш нешто сега поаѓа од рака. Што вие би искоментирале па за нивните каматни стапки, исто така се енормно високи? Така е, видите, за банките има многу што да се зборува. Например, јас тргувам од следниот факт. Во Република Македонија, целиот профит кој што го прават банките, 40% од тој профит е само врз основа на провизии. Вие замислете сега, државата наметнала едно, мислам, како во секоја држава да морате вие вашата плата, јас мојата, да ја земеме преку банка. Да. Значи на тој начин се врши контрола да нема сива економија и слично. Вас ви легнува платата во банка. Сега да видиме да ја подигнеме таа плата. Одредени банки наплаќаат 1% провизија за подигање на пари од банкомат. Сите банки во Република Македонија наплаќаат за подигање на пари од шалтер. Електронско банкарство ви наплаќаат. Да платите електронски преку тоа електронско банкарство исто така плаќате провизија. Да платите на шалтер исто така плаќате провизија. Па одржување на сметки, па вакви, па такви трошоци, еден куп мали провизиички кои што банките ги наплаќаат и 40% од севкупниот профит е таков. Сега јас го отварам прашањето. Како тоа во Европа тој профит е негде од 20 до 22%, во Република Македонија 40%. Нели е тоа плячка кон граѓаните? Нели ги краде некој граѓаните? Нели треба дел од тие трошци да се намалат?
Не дај Боже да земете вие да извлечете пари на банкомат на друга банка што не е од вашата. Тоа е огромни суми наплаќа, значи се негде кај што може да се наплати, банката наплаќа. Тие банки мора да имаме одредена контрола врз нивното работење, некој да каже, видете, стоп. Гувернерот Трајко Славевски почна и даде една таква изјава, ако паметите дека веќе ќе мора одредени трошоци да се намалат, одредени провизии целосно да се укинат. Се уште не гледаме резултати, но ќе се трудиме таков резултат да се види. Веќе јас го очекувам извештајот на Народна банка за работењето, на кој што сериозно ќе се дебатира околу овие прашања и мислам дека ќе имам поддршка од сите пратеници конечно да измениме некој законски текст доколку е потребно да се измени, а што се треба да направиме, треба да ни каже конкретно Народна банка. Јас отварам и некои други прашања, ќе треба, например, мене ми е исто така чудно како одредени банки во Македонија функционираат и работат, странски банки, а во странство истите банки не работат. Како одредени банки се швајцарски, а во Швајцарија нема таква банка, него има некој си фонд. А овде купуваат, например, ќе купи цела банка од 25 милиони евра. Перење на пари нешто... Па нешто се случува сомнително за кој што граѓаните треба да добијат одговор и за кој што некој треба да изврши контрола на тие банки. На крајот од денот, видете, банките мора да бидат под одредена контрола и тие мора да работат строго легално. Бидејќи, знаете, на крајот од денот државата во одредени моменти се задолжува од банките. Повлекува пари од банките и мене лично како граѓанин и како пратеник ме интересира банките да бидат на вистина како што треба. Она што го викаат по ПС има, мора да бидат како што треба, бидејќи на крајот од денот и државата може да се задолжи во некоја банка која што не работи или работи на границата на легалното. На границата на легалното. Мислам дека тоа е едно горчливо прашање, ве гледате има одредени новинарски надписи, отварат сега одредена банка, турска банка во Македонија. Може и тоа да го приметите. Значи, јас сакам тој систем, односно сметам дека државата треба да се позанимава малку повеќе во однос на ова прашање и банкарското работење да го сведе во одредена нормала. На крајот од денот, во интерес на граѓаните, да не ја шириме далеку темата, но она што е во интерес на граѓаните, ваквите слични мали скриени трошоци кои што ги удираат под джеп, тие мора целосно да се укинат или да се намалат, да се вратат во одредена нормала. Пошто вака е ненормално и не можеме докрај да одиме. Велите господинот Трајко Славевски изјави дека одредени трошоци треба да се намалат. Тоа е така, јас не се ни сомневам во честноста на изјавата и на мислата на гувернерот, но како што и вие самите спомнавте на почетокот од нашиот подкаст, тоа е дека нема сега за сега некој си слух, да кажам, од банките. Вие спомнавте да се казнуваат, нели? Апсолутно. Така. Дали во таа насока се размислува нешто? Видете, после изјавата на гувернерот Трајко Славевски имаше одредени банки кои што веднаш оние провизии кои што ги се наплаќа при електронско банкарско ги намалија, ги укинаа целосно. Значи тоа веќе имаше одредени банки кои што го направија. Исто така се намали они провизиите што беа за вадење на автомат од други банки. И тоа се намали само со едно интервју и изјава на господинот Трајко Славевски. Што значи дека може. Ако може, тогаш јас ќе го покренам тоа прашање и во собранието, ако веќе може, дајте да видиме сето она кое што јас не велам дека банките треба да работат без профит. Напротив, тие нека работат со профит, меѓутоа тој профит да биде во рамките на нормалната. Она за кое што ние знаеме дека банката работи од профит, ако земете кредит дека ќе вратите и слично, тоа е нормално. Меѓутоа, ваквите скриени провизички ќе мора да ги намалиме. Во кои се закони треба да интервенираме? Гледам дека луѓето велат во законот за банкарско работење и слично. Во каде се треба да се интервенира, јас ќе побарам тоа да ни го каже конкретно господинот Трајко Славевски, односно да добиеме од Народната банка на Република Македонија, нели, конкретно каде и што би требало да смениме во интерес на граѓаните. Мислам дека за вакво нешто ќе има поддршка и од сите пратеници. На крајот од денот оваа влада и работи во интересите на граѓаните и нешто во контекст на ова веќе најавувавме и во предизборието. Мислам дека е редно тоа и да го реализираме. Имаме многу прашања денеска, кога најавивме дека вие ќе ни гостувате. Имаме некое прашање што сакам и да го прочитам од нашите гледачи. Вели, имаме 126.000 блокирани сметки на граѓаните.
Тие се надвор од патниот промет и работат буквално на црно со кеш. А знаеме кога се работи со кеш цвета сива економија и не се плаќаат даноци. Дали треба да се воведи институтот банкрот и со тоа да ги ослободиме овие граѓани нормално под одредени законски услови? За ова исто прашање зборуваше гувернерот веќе, он се залага подолго време околу ова прашање, дека треба да се воведе институтот личен банкрот. Такво нешто функционира во Соединетите Американски држави, како пример може да се земе, во Европа не секаде, има и во Европа држави каде што го има овој систем на лично банкротство. Да, мислам дека дел од решението за проблемот кај овие блокирани сметки може би и тоа. Може би и тоа треба да се размисли на тоа поле. Меѓутоа, видете, ние сме сепак социјална држава, кога ќе прогласите лично банкротство во Америка, тоа знаете дека воопшто не е многу популарна мерка, а ние сме сепак социјална држава која што мисли на добросостојбата на граѓаните. И во уставот сме социјално определена држава. Ќе мора тоа да го осмислиме како механизам граѓаните да може да прогласат лично банкротство од XY причини, но сепак тие луѓе да повнимаваме да имаат нормална екзистенција, да останат со нормална екзистенција, да не останат бездомници, бидејќи ние системот каде што се прогласува лично банкротство често пати води кон бездомништво. Тоа би морале да видиме во кој контекст би го направиле. Знам дека господин Славевски се залага за такво нешто, во неколку наврати веќе зборуваше околу тоа прашање. Може да се продебатира и продискутира. Извршителите имаат преголема моќ. Еве само влезете во групата на Facebook што е за правни работи, ќе ви стане јасно. Така е. Еве еден мој пријател што има веќе земено кредит, третина од платата му се одбива нормално за кредитот, но бидејќи промени 2 работни места, му беа одземени, дали ова легално, 28.000 денари, замислете си, заради тоа што променил работни места, а он си продолжил да си ги плаќа, да си ја плаќа својата рата. Гледате, тоа е на пример не е нормална работа, такво нешто не сме да се случи. Ако некој редовно си ја плаќа ратата само заради тоа што го променил работното место, тоа е најверојатно некоја скриена клаузула која што е подпишана и заради таа скриена клаузула сега нели под плаштот на законитоста банките наплаќате. Тоа е она за кое што зборуваме, тоа е она за кое што не сме да се случува. Извршителите си исто така многу интересно прашање за кое што треба да се продебатира. Мислите си скоро 500 евра е тоа, не некоја си 2000 денари или така 200 денари. Гледате што се случува со извршителите. Ние кога дојдовме сегашното раководство кога дојдовме на власт, ние донесовме еден закон во кој што се она што како камата може да го наплатат извршителите, не можеше камата да го надмине се вкупниот долг на она кој што си веќе задолжен. Например, ако се земат 10.000 денара, камата не сме да надмине дополнителни 10.000 денара. Пошто имавме ситуација каде што ќе земете например за 5.000 денара долг камата на камата може да дојде долго да биде 30.000 денара, 40.000 денара. Тоа е навистина нешто за кое што ние се боревме да не биде така, меѓутоа гледате дека таа одредба се оспори на Уставен суд. Уставен суд дебатираше во однос на тоа дека не е многу законито таквото наше кратење на можноста каматите до безсвес. Бидејќи имавме, се сеќавате, ситуации кои што беа небулозни, за 1 денар да треба платите 12.000 денара. Мислам, тоа е небулозни се тие работи, тоа нешто што не сме да се случува. Мислам дека во наредниот период ќе се заангажираме повторно околу ова прашање. Мораме и извршителите да наплатат, бидејќи тие за тоа работат, меѓутоа тоа да биде во рамките на некоја нормална и прифатлива вредност. Имаше едно интересно прашање пред известно време, не знам дали е точно, ми е непроверено, ми го кажа еден човек кој што вели за извршител требало да изврши еден посериозен објект во Скопје, кој што е со огромна вредност, не знам 20 и нешто милиона, на кој што извршител би требало да направи 3 милиони евра провизија за извршување. Замислете се, да изврши без разлика, тоа се превише пари. Тоа се превише пари, мора да ги ограничиме примањата кои што тие ги земат. Но зошто да не ги укинеме, например, извршителите, знаејќи дека има држави што нема извршител, функционираат сосема добро. Така, па видете, и ние функциониравме без извршител долг временски период како држава. А се јави еден проблем, се затрпаа судовите.
Пошто судовите мора да донесат одлука и после судска одеше на платата. Идеше на платата судски, ако се сеќавате во тие временски периоди, и извршителот се воведе некаде, не ме држите збор, мислам дека околу 2007 или 2008 се воведу извршителите, кои што дел од работата на судот практично ја зема. Тие требаше да извршат работата која што до тогаш ја работеше судот, пошто судовите беа затрпани. Сега видете, некаде ако вие должите на некого, сега па и не можете да му должите на некого пари и до недоглед да не му ги враќате. Од која било причина? Нормално и овој да има свое право да си го наплати својот долг. Почетно извршителите тргнаа добро. Меѓутоа, тие навистина на провизиите и нивната награда за извршување стана преголема и стана преголем товар за граѓаните. Ова ве запрашав, ми се јави еден гледач, што ме замоли да поставам вакво прашање. Вели, имам фирма, петина од платата плаќам кредит, извршителот ми ја блокираше сметката заради тоа што сум бил заложен, како се вели, заложен должник. Иако си ја плаќам редовно ратата, и вели, ако ми е блокирана сметката, како да плаќам? Како да продолжам да плаќам со ратите и од што да живеам? Тие се тие работи кои што не смеат да се случуваат, а за жал се случуваат. И одете сега вие во правниот систем и кај банките разберете се дека не е така. Еве, извршителот ќе ви блокира сметка, тоете вие разберете се. Каде ќе се разбере, каде ќе се жалите, додека се жалите. Замислете се случува, например, состојба, извршител погрешка да ви блокира сметката. Да. Кој ќе плати за одблокирање на сметката? Банката вика, вие платете. Платете си вие за одблокирање на сметка, па расправајте се со извршител, поете вие расправајте се во судскиот систем во Македонија. Па поднесете тужба, па чекајте таа тужба колку години ви треба пари за да тужите воопшто. Треба да платите адвокати, треба да платите провизии, треба да платите вештачење кај вакви финансиски спорови, задолжително е вештачење. Па плаќате вештачење и еден куп трошоци додека да истерате правда. Мораме да почнеме со ваквата бирократија да ја кратиме, да доаѓаат побрзо граѓаните до правда, да можат побрзо да функционираат сите овие работи. Мораме тоа да го направиме. Навистина во оваа конотација се размислува. Се размислува кратење. Ако се сеќавате, во еден период имаше еден проект од 2010 па се до 2016 се викаше регулаторна гилјотина. Тоа значеше да се скратат одредени законски пречки кои што правеа најосновен спор да трае до безсвес. Да се скрати таа бирократија. Во овој контекст и во овој нареден период се почна веќе со правење на закони кои што навистина побрзо луѓето да може да дојдат и до правда, побрзо луѓето да си ги остварат своите права, па макар и да се криви. Еве, навистина не платил долг, му ја блокирале сметката, дајте да може поедноставно таа сметка да ја отвори повторно. На крајот од денот социјална држава сме. Тој треба да функционира, кој што кажавте за вашиот пријател, за да може да го плаќа тој долг. Ако ве блокирана сметката, како ќе го плаќа својот долг? Така е. Господин Малише, би сакал едно народско прашање од народот, што би рекол, значи, на страна сите ваши говори, тоа висивна капа, нормално се борите за правата на народот, за тие што ве гласале, да бидете пратеник, и вие сте еден од ретките што говори на оваа тема во собранието. Дали сте имале некој приватен разговор со премиерот или со некој, дали имате филинг, чувствувате дека се работи, дека ќе се среди ова, или какво е вашето мислење, вашиот впечаток, например? Јас морам да кажам дека на овие прашања не сум правил муабет со премиерот, значи немам разговарано со премиерот, меѓутоа ние како колеги пратеници, а и во рамките на партијата разговараме доста околу овие прашања, и овие прашања меѓу другото ние ги поставувавме и ги заговаравме и пред да дојдеме на власт. Мислам дека постои расположение сериозно за подобрување на состојбата. Потребно е време сите состојби да се променат. И јас сум свесен за тоа и треба да бидат свесни граѓаните, да не ги лажеме дека тоа ќе се случи преку ноќ. Потребно е време. Системот е сериозно, јас често пати знам да кажам, деградиран. И сега ја велам, сме наследиле таква состојба, не можем да обвинам само претходната влада или таа пред неја. Едноставно 30 години системот пропаѓа. Да, дојдовме до еднодереж институциите да имат по 2% доверба, тоа е на ниво на статистичка грешка, но ајде да почнеме да ги средуваме работите. Една по една. Доволно е сега да мрднеме, доволно е прво да вршиме инспекцијски контроли,
Па да видиме овие финансиски друштва кои што даваат кредити да се запрат веќе тоа да не го прават, осигурителните компании, банките, па да почнеме со казни, па да не дозволиме да имаме картелско здружување на трговците, па вештачки да ги качуваат цените. Сето тоа оди на грбот на граѓаните. Дајте да им помогнеме на граѓаните, бидејќи во наредниот период состојбата ќе биде се потешка и потешка. Дајте ова кое што можеме да го помогнеме веднаш, дајте да го помогнеме веднаш. А системските проблеми ќе ни треба време, но од некаде мораме да почнеме. Расположение во владеачката структура за вакво нешто постои. И гледате дека ние сосема демократски мене ми се случува да држам говор кој што е насочен и против носители на функции. Да. Така. Против носители на функции, ако сме дел од таа власт. Со тоа јас не сакам да ги критикувам, да кажам вие ова го направивте. Не, вие наследивте таква состојба. Но сакам да алармирам на одредени места каде што е таквата состојба наследена, дајте со заеднички сили, заеднички труд да се обидеме да ги подобриме работите. Постепено. Ви замеруваат? До сега еве морам да кажам дека не ми замериле, напротив, оние говори кои што сум ги држал, веднаш после тоа се имало телефонски разговор да ме покана да дојдам да ги расчистиме одредени работи, да видат и тие од нивна перспектива да кажат, види, јас не велам дека сум безгрешен. Јас можеби ќе кажам нешто, некоја состојба која што можеби ќе ми објасна дека баш и не е така. Се случувало и тоа. Меѓутоа тоа е демократскиот капацитет и развојот на нова владеачка гарнитура. Јас сметам дека вака ако продолжиме со ваквиот демократски капацитет, ќе можеме нешто и да исправиме, додека можеме сите гласно да го кажеме својот став и да алармираме. Јас не сум кажал нешто што не го чувствуваат граѓаните. Сите го живееме тоа. Кај првиот комшија тоа се гледа кај поблиски или подалечни роднини. Ова се проблеми што ги тиштат граѓаните. Дајте ваквите примерни проблеми на граѓаните првично да ги решиме. А после ќе зборуваме за потешки теми кои што граѓаните знаете како може да ги почувствуваат, може и да не ги почувствуваат. Знаете, ние имаме и одредени крупни прашања кои што ајде вака граѓаните гледаат, ама сега да збориме за високата политика, не знам. Тоа не дека не ги интересира граѓаните, ама дајте нешто што директно граѓаните ги засега. Таквите проблеми да ги решиме првично. Еве за тоа се залагам. Така, еве едно прашање исто од претпоставам револтиран граѓанин вели зошто фирмите кои немаат долг кон управата за јавни приходи, а се неактивни, не се овозможи да се угасат, туку ги тераат на стечајна постапка и 300 процедури од кои што се богатат само непродуктивните дејности, како нотари, адвокати, извршители, кои со ништо не го креираат бруто домашниот производ, туку само се богатат на паразитски лошо донесени закони. Видете, околу ова прашање, интересно е ова прашање. Стечај, кога зборуваат за стечај може да оди фирма која што претходно има направено некакви долгови, па сега од стечајната маса да се наплатат тие долгови, пошто таа фирма може би да дужи на некого. Знаете, сега треба да ги гледаме работите од двата аспекта. Сега вие може да отворите фирма, да соберете пари на 10 и на други фирми, едноставно да им земете роба да не им платите, и сега да сакате да се затвори, аре више ништо не работам, ај се затворете ме. И тоа не е во ред. Значи стечај не може таква фирма да оди во стечај. Ако станува збор за стечај во оваа ситуација. Ликвидација е веќе нешто друго. Не си работел ништо, не си направил никаков долг, не работиш со фирмата, треба по автоматизам да те ликвидираат. Имаше такви постапки во минатото за ликвидација за неактивни фирми. Мислам дека и сега постои, да не ме држи за збор ова гледачов кој што го поставил ова прашање, дека и сега после извесен временски период по автоматизам се гасат тие фирми од страна на Централниот регистар, кој што нема други долгови, никој не се јавува како дека фирмата се задолжила да должи према некого нешто, едноставно фирмата не функционира, отворена и така седи. Тие фирми после извесен временски период по автоматизам се бришат, пошто и тие фирми по закон се должни да поднесуваат годишна сметка со 0 денара. Знаете, до 15 февруари или до 15 март беше, не ме држите за збор, мислам дека до 15 февруари поднесувате годишна сметка. Вие сте должни да поднесете февруари. Вие сте должни да поднесете макар и со 0 денара. Ќе пишете дека е 0 денара, ама сте должни да поднесете.
Има такви кои што не поднесуваат, пошто едноставно не работи, а може да отвори фирми многу да не се разбира во финансиското, во правното работење и слично. Таквите фирми по автоматизам се гасат. Но ова треба да го провериме, добро е што алармира гледачот и ќе се навистина, еве, уште од утре ќе гледам ќе проверам што се случува и мислам дека е во ред. Ако е таква фирма која што не работи подлог временски период, едноставно по автоматизам да се избрише од правниот промер, да не стои едноставно како фирма. Би ни значело да го проверите ова? Благодарам. Зошто малите фирми, например, не ги качите од 2 милиони денари на 5 или 6, знаеме дека тие се движечка сила на стопанството? Мислите да се ослободат од плаќањето на даноци? Така. Добро да прашање. Се покачи масата. Да, добро прашање е тоа. Имаше таков предлог закон, сега на минатата седница беше поднесен таков предлог закон за качување. Немавме доволно информација, морам јавно ќе го кажам тоа, немавме доволно информации што ќе направи тоа во државниот буџет, како ќе се одрази на државниот буџет и дали е тоа коректно или не е. Затоа како пратеници не гласавме никако. И тој закон не доби подршка да ја помине првата фаза. Меѓутоа, ние сериозно го разгледуваме тоа прашање, очекуваме Министерството за финансии како најповикан орган да ни даде свое мислење во однос на ваквото качување од 2 милиона, например, на 5 милиона. Не беше барањето таму на 5 милиона, таму беше врзано со минималната плата. Тоа предлогот од колеги пратеници. Меѓутоа, поентата е иста. Да бидат, не знам колкав процент од минимални плати, па да тие фирми едноставно да не се даночат. Што се однесува до мене, мислам дека нема да има некаков посериозен проблем и ако нема посериозен проблем, можеме ние повторно да поднесеме закон. Ќе поднесеме закон да ја регулираме таа работа. Има расположение за такво нешто да се направи. Добро, ќе ве држиме за збор, ќе видиме. Така. Драги гледачи, само вас сакам да ве потсетам да притиснете лайк доколку ви се допадне нормално овој подкаст, да стиснете subscribe и да уживате. Да продолжиме понатака со нашиот подкаст. Еве, имаме едно интересно прашање. Вели, вие го отворивте прашањето, претпоставувам човек што ве следи, вие го отворивте прашањето за осигурителните компании кои ги дерат основците и средношколците. Така. Секоја година, а не испаќаат премии. Дали треба да се отворат и гнездата за корупција во училиштата, познати како директори агенции за екскурзии, безвезни униформи, кои сообразност со градоначалниците креираат буквално и недопирлива корупција на теренот на терет на родителите. Се слагам со тоа, со констатацијата на вашиот гледач. Јас го отворив тоа прашање, точно е. Го отворив тоа прашање, точно е, бидејќи секоја година јас поставив нормално прашање, секоја година на основците и на средношколците им се наплаќа по 100 денари. Тоа е, доаѓа дека е доброволно и оди преку советот на родители. Доброволно да се осигура 100 денара. Проблемот каде се јавува? Кога ќе ја земете вие премијата која што ви се нуди за 100 денара, ќе видите дека дето воопшто не е осигурано за ништо. Таму е осигурањето ви е, например, за смрт на детето, не дај Боже, или траен инвалидитет, толку. И вие давате 100 денара. Ако е така, дајте тие 100 денара да собереме добротворни приходи. Нека бидат тие како одреден буџет, па реално да помогнеме некој дете. Јас не гледам зошто би помагале ние осигурителни компании секоја година. Јас го истражив ово и се работи за бизнис од 22 милиони денари секоја година. 22 милиони денари ќе инкасираат осигурителните компании, а вашето дете, еве ви кажа во кој случај ќе биде осигурано. Имаше разноразни родители кои што следат и кои што ќе кажат, ама видете, да, моето дете скрши нога, сепак наплати нешто. Како да ви кажам, тоа се повеќе вечинат папирологијата која што треба да ја спремите отколку премијата која што ќе ја добиете за не де Боже такве ситуации. Значи кажете поарно, нема никакво осигурање отколку да има осигурање кое што и макар 100 денара, а нема да значи ништо. Во право се родителите реагираат на оваа работа. И јас затоа кажувам, кажете ни, дајте повише пари, нека има реално осигурање. Или дај да направиме фонд во секој училиште. Па ако му притреба не дај Боже на некој дете, веднаш ние како родители да го помогнеме. Истите тие училишта, после не дај Боже ако се случи нешто на некој дете, пак ние собираме добротворни приходи. Па зошто тие добротворни приходи однапред да не ги собират осигурителните компании? Тоа не го гледам како исправно.
И не можам да го прифатам како исправно. Во право е вашиот гледач, не се само таму. Не само као осигурителните компании. Имаме ние и други скриени трошоци кои што во училиштата имаат и мислам дека и ако поминува, повторно ќе кажам, преку советот на родители, каде што членуваат и родители се, би требало малце посериозно да се размисли околу тие работи. Кажа вашиот гледач, непотребни екскурзии, ајде екскурзии, обезбедувања некакви по училиштата. Многу ми се ците тие работи на границата на нормални, на границата на прифатливи и на границата на законити. Но зошто пак родителите да плаќаат обезбедување? Тоа е прашањето. Зошто родителите да плаќаат? Општината би требало плаќаат. Општината, видете се, општината на пример има интересни училишта. Општината плаќа обезбедување, значи од општинската каса, да го обезбедува физички објектот. И поминува обезбедување навечер, некој да не го патроли. Тоа веќе се плаќа. И ние сега имаме обезбедување и внатре во училиштата. Океј, што обезбедува тој внатре во училиштето? Јавно поставувам прашање, што обезбедува? Може тој да го отвара и затвара врата. Тоа што на времето го работеа хигиеничарки. Што на времето го работеа дежурни од училиштата, па ги учевме децата на нешто. Тие сега седат, отвори, затвори врата, тој не смее да скара ученик, пошто нема тоа работа. Не смее да ги раздели учениците ако се тепат. Не смее тој да претресува ученици. Не смее да носи оружје, пошто не смее. Ништо од ова не смее да го работи, ама имаме обезбедување. Па ние немаме обезбедување. Ние имаме луѓе кои што ги плаќаме да земаат плата. Добро, кажете, видете, вака, дајте вие како родители, собирајте пари, зашто новие двајца треба да им најдеме работа. Хајде да им најдеме работа на тие двајца, ама јас сакам да знам зашто ги плаќам тие пари. Не се проблем парите, тоа не се големи средства. Ама сакам да знам каде тие средства завршуваат и зошто. Ако паметите во времето на бомбите и полицајци беа вработени едно време во средните училишта, например, кога сме, дали тоа е можеби подобра опција него вака? И апропо ова прашање што ве прашав, сакам да ве потпрашам, еве зошто, например, дали сте на мнение дека треба да се олесни оваа ситуација, например, за ужинка или за нешто слично, за деца што се со разведени родители, самохран татко, мајка, не. Апсолутно, мислам дека и сега има некој олеснување, секој училиште прави олеснување за таквите родители, апсолутно. И од времето такво нешто постоеше. Видете, ние имавме на времето по одредени прашања многу среден систем. И сега наместо да одиме уште посреден систем да имаме, ние почнеме да ретроградно да се однесуваме и да се враќаме назад. Ние порано се сеќавате дека имаш ужинки по школите, па децата кои што беа само со еден родител вработен, кој што има помали социјални приходи, па на нив се даваше за многу мали пари. Или, например, имаше деца што се на самохран родител да имат бесплатни ужинки и слично. Таквите мерки ја не гледам зошто не би се вратили и сега. Ние нешто се обидовме во тој поглед да направиме и сега училиштата нешто во тој поглед прават. Инаку морам да кажам дека ова ги споменавте униформите. Градоначалниците на многу основни училишта, барем по градот Скопје, од сопствен трошок, од трошок на општината, донира униформи. По мене тој аспект беше во ред. Треба да им помогнеме на сите такви на ранливи категорија и да им и генерално на сите родители да им олесниме работата. Не е во денешно време толку многу едноставно финансиски трошок да имате ученици 2, 3, 4 или повеќе деца, еве нека бидат. Пошто ако се бориме ние за позитивна демографија, тогаш дајте да им обезбедиме и вакви мерки на родителите, реално да можат родителите да го издржат тој трошок. Сега малку глупаво звучи, сега детето не е трошок, детето е нешто друго. Секој сака да биде родител, меѓутоа го оптеретува семејниот буџет и дајте да им помогнеме на родителите. Толку граѓаните заслужуваат на оваа држава социјално да ги помагаме. Државата нешто да врати од она што го зима, државата да врати, тоа е поентата на државата. Им земам на граѓаните, плаќаат еден данок, друг данок, трет данок, давачка, ваква давачка, па дајте сега како држава нешто и да вратиме. Ние гледате дека се бориме такво нешто да има, не знам, и према пензионери да се врати и према работни, се бориме. Тие се таквите мерки се не само популарни и популистички, таквите мерки се реални, социјални.
Треба такво нешто да продолжиме да правиме. Велите трошок, знаете, нашиот народ има повеќе приказни, меѓу кои, еве, кога некој ќе има роденен, често пати знаеме да му кажеме да доживееш стотка и така натака, но одговорот е секогаш кој ќе плаќа бе толку да на 100 години понека маца. Па сега, знаете, дојде еден период на суров капитализам. Знаете, се гледа низ призмата на парите. Јас многу не сакам тоа така да биде да се гледа низ призмата на парите. За жал парите се реалност и потреба, ама да не гледаме до толку низ призмата на парите. Но за основна живеачка, знаете, да бидеме малце општество за сите, имавме такви фоскули, па социјална држава. Дајте тоа да го докажеме. Ајде да го докажеме тоа. Ако не знам, социјално ранлива категорија, па дајте тоа социјална помош да биде повисока. Дајте да им дадеме, да им овозможиме на тие луѓе да бидат приближно колку што се и оние кои што за среќа не се во таква социјална состојба. Еве да се придружам само на ова приказна што ви ја спомнав, знаеме дека најсиромашната држава во Европа според Европска унија и многу статистики, но плаќаме најскап зелен картон например, најскапи патарини, патиштата ни се загреват, искрени да бидеме што. Одма да ви кажам, зелен картон зошто плаќаме не знам. Еве јас не знам, јас го покренувам 2 пати тоа прашање. И ќе продолжам да го покренувам. Мене не ми е јасно како може осигурителна компанија која што нели вели дека е меѓународна. Имаме ние представништво во 25 држави во светот, не знам што. Арно, ама не знам. Ако е седиштето во Хрватска, да не шпекулирам за компанијата, сега да можам ја да ја преминам границата македонски и додам во Хрватска, треба платам осигурување за тоа. Зошто? Па нели сте меѓународна компанија, нели ви има во 25 држави во светот. Па нели ако платам во Македонија, тоа важи за секаде. Околу зелениот картон. Како бе другите држави во Европа зелен картон немаат? Само ние имаме. Зошто? Или ајде веќе кога го имаме, дај да биде некоја пристојна цена. Добив одговор на тоа прашање, пошто се заангажирав околу ова, да кажем еве експлозивно во вашата емисија. Супер. Добив одговор на тоа прашање, знаете што, ако почнеме така, има вика прво, пошто јас имав идеја, дајте со регистрација на возилото да добијат по автоматизам зелен картон. Знаете што, вика, тоа ќе ја качи многу цената. А зошто да ја качи цената кога јас осигурање плаќам тоа, значи не држи вода? А второто прашање е сепак нешто малце ќе ја качи цената, ама тоа малце, видите, вика има многу граѓани кои што имаат по 2-3 возила, он не сака на секој возило да има зелен картон. И приказката е до тука некаде, за станата, јас продолжувам да се ангажирам околу ова прашање и сметам дека зелен картон не треба да има. Сметам дека ни патарини не треба да има. Треба сето тоа да го решиме ние при регистрација на возила. Но тоа не уше сега одма да ми наплати патарини баслословни, но да наплати нешто пристојно. Јас велам дека ако се качи, например, 1000 до 2000 денара регистрацијата на возилата, доајте одма нека се качи, ама да запалиме кола и да немаме патарини. Да запалиме кола и да отидеме каде било во Европа, без да мора да плаќаме дополнителни трошоци. Велата што ќе правиме за странците? Па странците ќе си купат винетка од првата бензинска која ќе поминат граница. И за нив ќе важи како што ние плаќаме патарини во странство, така ќе плаќаат и они. Видете, сето ова е веќе измислено, веќе функционира некаде, не гледам зошто не би можело да функционира и кај нас. Не гледам што ќе има државата од таа работа, не гледам. И што ќе имаш ти, например, од таа работа? Сигурно немаш никој. Далеко од тоа дека има. И па зошто тогаш да има ќар само 10, 15 или колку се веќе осигурителни компании од таа работа? Не гледам. Не гледам зошто да би има тие ќар. Добро, не вие го покренувате тоа прашање во собрание, на местото каде што треба, но какви се одговорите? Ви кажав, јас зборував и со... Ви кажав дека веќе сериозно се размислува на тоа прашање и се размислуваат модуси како да се надмине овој проблем. Се размислуваат, ви кажав дека се размислува, се прават калкулации, пресметки што значи ако се наплати веднаш, па како тоа да не биде голем терес на граѓаните, дали осигурителните компании, сега ние ќе внимаваме и на осигурителните компании, да не биде сега ние да донесеме нешто па да ги затвориме, далеку од тоа не размислуваме така и јас не размислувам така. Дајте да видиме тоа да биде на обостран интерес. Осигурителните компании секако да имаат нормален профит и нормален ќар, ама и ние како граѓани малце да ни се растерети домашниот буџет. Па и да ги затвориме, не гледам ништо лошо да има една.
да постои една. И полесно би било, мислам дека. Па добро, сега. Него да има 50. Па ако има една, тоа ќе биде монопол. Може би е добро вака да биде отворен пазар на кој што ќе конкурираат, ама работата е што они не конкурираат, наместо да имаме ние повеќе кои што ќе конкурираат и ќе ги намалуваат цените, ние стануваме од монопол олигопол. Само поише луѓе земаат дел од колачот. Не е поентата таа, поентата на конкурентноста е да се намалуваат цените, не да се зголемуваат и да се ушемуваат. Монопол, да, во право сте, но доколку државата ги регулира на некој начин до тука, па и една не е така лошо. Па ќе мораме нешто како држава да преземеме, но добро е дека веќе сериозно се размислува на тоа и веќе модалитети има. Што значи дека веќе кога почнува сериозно се размислува и различни модалитети се фаќаат, јас сметам дека би требало набрзо да дојдеме и до одредено решение во интерес на сите граѓани. Барем за тоа ќе се залагаме. Барем јас ќе се борам максимално до такво нешто да дојде. Видете, има една работа која што јас често пати ја зборувам и сакам да верувам во неа. Тоа е дека секој треба да си работи својата работа. Ако вие работите вашата, јас ја работам мојата работа, секој да работи својата работа, тоа ќе биде во интерес на целокупното општество. Дајте да почнеме да си ја работиме нашата работа и за намалување за укинување на зелените картони и за намалување на цените на патарините, воведување на винетки или нешто слично. Ние и во предизборието, барем како политичка партија, се залагавме за такво нешто. И јас по таа линија на ваквите добри политики продолжувам и понатаму. Доброто е она што морам да го кажам, дека коалиционите партнери имаат разбирање за сите овие потреби на граѓаните. Не е тоа одма отфрлија идејата и нема за тоа да разговараме. Напротив, се разговара и се барат модуси. Повторно ќе кажам, некаде побрзо ќе дојдат решенијата, некаде поспоро, но секако некакви решенија ќе има во интерес на граѓаните. Господине Станиша, да предеме малку на светската политика, малку да ја одмориме нашата македонска приказна, а тоа е најново актуелно е војната во Иран, например. Како гледате вие на ова војна и каде Македонија во целата приказна? Тешко прашање, војна никој не посакува. Видете, 90-тите години сите политички партии кои што беа формирани, вклучувајќи политичката партија од која што јас доаѓам, бидејќи ние сме наследник на ССРНМ и сме пререгистрирани како политичка партија, но тогаш сите политички партии има една заложба, тоа е ние да бидеме членка на НАТО. Ја гледа Македонија како членка на НАТО. Некаде до 2000 и некоја година не постоеше воопшто политичка партија која што во својот статут немаше дека се залага Македонија да биде членка на НАТО. Добро е што е Македонија членка на НАТО, во лоши околности стана членка на НАТО. Јас апсолутно не се слагам со тоа што се случи да се промени насилно името за ние да станеме членка на НАТО. Тоа е национална катастрофа е тоа. Меѓутоа, еве, членка сме на НАТО, но не можеме да кажеме дека не сме сакале да бидеме членка на НАТО. Но самите си го променивме името. Па, уште поголема национална катастрофа. Не го променивме ние сами името, ни го промени одредена гарнитура на луѓе името. Да. Граѓаните беа против во голема. Владеачката тогашната значи насилно ни го променија името и за жал кога сега луѓето ќе зборат па зошто не го вратите името, тоа е многу полесно да се каже отколку да се направи. Папир трпи сен и утре ќе поднесеме папири, ќе се вратиме, ќе бидеме Република Македонија без она додавка на С, но консеквенциите кој ќе ги трпи после тоа? А ќе има. Значи ние гледаме тоа да го направиме на начин. Мислите би имало војна, например? Па војна не мислам дека би имало, меѓутоа би имало сериозни економски санкции. Такво нешто очекувам и тоа не сум кажал нешто што веќе не се знае. Значи се сеќавате дека тогашната администрација на Бајден јавно кажа дека сите кои што ќе го нарушат на кој било начин преспанскиот договор ќе бидат ставени освен на црна листа, него и државата ќе трпи одредени консеквенции. Не можете вие замислите сега цела влада да ви ја стават на црна листа, што ќе правите вие? На крајот од денот ќе мораме да живееме како држава. Како и да се навратиме на прашањето, ние сме членки на НАТО и сега тоа членување во НАТО колку има позитивни работи, толку има одредени негативни. Кошта. Освен што не кошта, имаме ваква работа каде што нашиот партнер во НАТО и стратешкиот партнер Соединетите Американски држави почнуваат во војна. Официјалната политика на владата е да даде поддршка. Доброто е за Македонија што никој од нас повеќе од тоа ништо не бара.
дополнително. Никој ништо не бара повеќе од тоа, така да мислам дека во овој момент водиме една добра надворешна политика. Што се однесува до самата војна, дека имаше пред, отприлика 7-8 дена, дојде еден висок представник на одговорен за енергетиката на целиот регион во кој што влегува и Македонија на 9 држави, кој што го поставивме прашањето околу енергенците, бидејќи ние сега таа војна највише трпиме последици преку енергенците, преку нафтата и качувањето на цената на нафтата. Беше запрашан во собранието, добро, што е сега поентата на Европската унија, што ќе правиме сега, како да се справиме со оваа состојба, и тој ни кажа буквално ова што јас сега го зборувам, вели има две работи. Првата е добра работа, тоа е што ние директно не сме вклучени во војната. Лошата работа е што трпиме преку енергенсите. Како да го решиме? Па гледајте да се снабдите воопшто со енергенси, да бидете поврзани меѓународно и регионално, да имате воопшто енергенси, за не дај Боже, ние не знаеме колку ќе трае војната. Кога зборам за енергенси, зборувам пред се за нафтата, бидејќи ние генерално проблем во овој момент со струјата како енергенс немаме, нели? И втората работа е, вика, ќе трпи буџетот. Тоа е вистината, да не се лажеме. И еве гледате веќе дека почнува постепено. Барање имате ви од опозицијата да донесете низа на закони, кои што низа на закони никој нема да ги даде од жеп. Тие низа на закони ќе значат помалце пари во буџетот. Што ќе значи помалце пари за сите други работи кои што ние пред оваа криза ги предвидувавме. Така да во овој момент трпат граѓаните преку повисоки цени на нафта, но еве да се надеваме дека кризава брзо ќе заврши, а ако продолжат вака растот на цените на нафтените деривати и воопшто растот на цените во колонијалите, пошто и тоа веќе почна да се приметува, тогаш секако дека владата ќе мора да донесе низа на мерки за ублажување на последиците од кризата во која што еве сме вовлечени како држава. Не можеме од тоа да се криеме. Европа е вовлечена, ние поред Европа и ние. Ние сме мала економија која што јас минатиот пат од собрание кажав нешто па вака малку чудно, ме гледа и после ме распрашува одредени луѓе, вика бе како така кажеш, викам види тоа е реалноста. Ние сме мала економија, ветер да задува во големите економии, ние го чувствуваме. Тоа да, бронхопневмонија фаќаме. Тоа е оти ние со што ние да не ќе влијаеме на цената на нафтата, нафтено поле да не имаме. Колкава е цената на нафтата, ќе мора да платиме за да имаме воопшто енергенс. Што можеме друго да правиме? Не сум кажал ништо ново, малце подиректно можеби. Ама реалноста е таа. Така да се бориме, првично мене ми е, јас сметам лично дека првично е добро енергенси воопшто да имаме. Да не дојдеме до таква криза, не дај Боже. А владата преку низа мерки, ако дојде потребно такво нешто, во овој момент реално нема потреба, но не дај Боже, ако дојде потреба, ќе се интервенира секако за ублажување на тие енергенски потреси. Ги спомнавте нашите стратешки партнери, а тоа се САД, Соединетите Американски држави, донесоа впрочем и закон антикорумптивен, тука ја вклучува и Република Македонија. Како гледате вие на овој закон? Како гледам на овој закон? Еве да гледам на овој закон, да си го гледаме на пример собствениот двор прво. Секој закон кој што е антикоруптивен за мене треба да се поддржи. Видете, корупцијата е рак рана на македонското општество. Ние сега добро е, денеска имаше јавна дебата околу закон за јавно обвинителство. Јас често пати кажувам дека јавното обвинителство е основен орган кој што ќе реши многу прашања во Македонија доколку почне да работи онака како што треба, бидејќи во овој момент, можеби некој ќе се наљути, можеби не работат ништо. Односно работат подпросечно. Таму има добри јавни обвинители, но генерално органот работи подпросечно. Ако почнат тие да работат како што треба, почнат да поднесуваат кривични пријави за луѓе кои што се огрешили од законот, ние многу брзо ќе воспоставиме ред. Во Република Македонија ние немаме проблем со законите. Ние имаме феноменални закони, дури многу построги од европските закони. Во оддел од легислативата сме понапредни од низа европски држави. Ама ние не ги почитуваме законите. Ние не ги почитуваме. А не ги почитуваме заради тоа што јас и вие ги почитуваме. Оние кои што не ги почитуваат, јавното обвинителство не ги гони. Значи, дајте, таму е клучот. Јавното обвинителство ако почне да функционира. Ние сега имаме еден закон кој што е донесен за јавното обвинителство, кој што е европски закон. И по мене, уште одмah ќе кажам дека тоа е еден закон кој што, да речеме, е одличен за држава во која што јавното обвинителство супер работи. Кај нас јавното обвинителство супер не работи,
Ние ќе имаме европски закон и сега во моментот ќе се молиме на вистина и собранието веќе тоа го најавува дека постојано ќе бара извештаи од јавниот обвинител нов кој што ќе биде на пример изгласан, ќе видиме нели утре е седницата за бирање на јавен обвинител, но јавното обвинителство ако профункционира, ние ќе ја намалиме корупцијата на нула во државата. Не мора да биде на нула, секаде има корупција, но барем во некои пристојни, прифатливи граници. Вака не е добро вака. Спомнавте јавно обвинителство, тоа е една горчлива тема. Премиерот јавно елиминира една од кандидатките. Како гледате на тој чин? Дали тоа беше неопходно, дали тоа беше потребно? Секако владата треба да достави еден предлог. Но зашто баш една се тргна од списокот? Па зашто јас ја елиминирав да бев на место на премиерот. Така? Но апсолутно. Не гледам. Секој оној кој што бил инволвиран во специјалното јавно обвинителство СЈО, дали вие би го оставиле сега да раководи со целото јавно обвинителство? Еве има слобода невидена. На некој начин и Апасиев беше во тоа. Па и за него истото се однесува, јас не го двојам од таа екипа. Секој кој што бил инволвиран во СЈО, еве има прилика. Може да ја оправа државата. Што нам прави? Еве, например, мене ме интересира, не знам дали е тоа така, имаше обвинител кој што вели дека отварал случај за СЈО. Јас еве утре тоа јавно ќе го прашам. Јас сметам дека првото нешто што јавниот обвинител нов, ако биде избран, треба да го направи, да си го расчисти сопствениот двор. Како тоа искача јавна обвинителка, вика, видете, вика, нас ни беше приоритет тоа што земавме 4000 евра плата. На 4000 евра плата дополнително си пишувавме прековремени часови и слично и додека траело СЈО, секој од нив земал дополнителни 150.000 евра. Под кого ги земавте вие 150.000 евра дополнително? На која основа? Малку ве 4.000 евра плата. Луи Витон ташни. И сега сите тие кои што беа нели трите грации, едната ќе се кандидира за главен јавен обвинител, другата е веќе поднела кандидатура за висшето јавно обвинителство и сега ние треба да кажеме да видите сето тоа е во ред, нема проблем, а ќе ве гласаме. Па не иде малку некако, по мене барем. Господине Станиша, спомнавте Луи Витон ташни, еве Боки 13, веројатно се аудира на него, но он не на слобода, он си снима и подкасти и сега е добар, умираше во затвор, но наеднаш еве го сега човекот се препороди, дали на слобода, дали му е местото таму или... Генерално не мислев на него со Луи Витон ташнет искрено, мислев дека купува скапа гардероба со натрошок на парите на државата, па прво нешто вака како нешто поестравагантно скапо се сетив на Луи Витон, меѓутоа и него кога го отварате како прашање, каде завршија парите од Луи Витон ташната? Одговор добивме ли како јавност? Мене ти прашања ме интересираат. Боки 13 едно прашање. Кај завршија парите? Знаете, некако ги оставаме во темни простори државата. Мене тоа јас од јавниот обвинител, кој што ќе биде нов, такви работи очекувам. Јавноста така тоа да го слушне. Имавме неспорно Луи Витон ташна, неспорно имаме луѓе уапсени, ништо не е спорно. Каде се парите? Кај заврши? Тоа е спорно. Тоа сакаме го слушнеме. Кога станува збор, не знам се случиле вакви или онакви настани, добро, кој ги даде наредбите да се направат такви вести? Мене тоа ме интересира. Овие што се сега што се фатени ситните, окей, ама ова друго. Господине Малиша, тоа во воздухот некако виси, ама не се уште нема одговор на тие прашања, да ќе се покренат ли, конечно ќе има ли некоја си разрешница? Јас тоа ќе го побарам утре од јавниот обвинител, меѓу другото, тоа имам намера да го зборувам, едното од прашањата е тоа. Сакам ако веќе се нафаќа за јавен обвинител, господинот не го позна, можем да го видам неговото CV, во CV-то он има стварно едно добро CV. Бил јавен обвинител, бил судија, одговара на работната задача, супер. Се нафатил, еве јас одма да кажам, тоа е голема храброст. Јас, например, би се размислил дали би се нафатил. Пошто, видете, тоа е еден орган кој што има 2% доверба, значи нема никаква. Ќе треба да работи со луѓе внатре во тоа јавно обвинител, нема да исчезнат, кои што и се сумњиви на јавноста од XY причини. Па вие видите, минатиот пат имате разрешување на јавен обвинител, кој што тврди дека го разрешили бидејќи барал корупција во самото јавно обвинителство, а неговите колеги јавни обвинители викаат, не види, он е разрешен зашто вршеше мобинг и предметите ги пакуваше да застанат кај одреден обвинител. И сега си кажа што има да си кажат меѓу себе и едното и другото е кривична одговорност. Некој мора да е крив. Кој ќе одговара?
Тој јави новините секој ќе дојде, јас ќе го прашам утре, молим те, дај види околу овој случај, кажи. Тој лаже, овој лаже. Ама еден мора да одговара, пошто едниот исказ и другиот исказ се за кривична одговорност. Ви излегува поранешна јавна обвинителска на телевизија и ви го реди пола јавно обвинителство дека коруптивно се однесувало. И ние сега неа, како јавност толку завршивме приказката, толку е. Не може толку да биде. Вие сте орган кај што не се очекува такви работи да има. Таква работа не сме да има. Еве денеска имаше јавна дебата, јавната обвинителка која што дојде да го представува јавното обвинителство прво зборуваше, од целиот закон зборуваше цело време дека јавното обвинителство ќе работи подобро ако има поише пари. Да им се дадат поише пари, дајте ни поише пари, треба да имаме поголеми плати, тоа е независноста да имаме само за плати се зборува. Зошто не се распушти кога веќе само за пари се? Да се распушти, да има нови луѓе, па да почне се од почеток, знам дека е болен процес, но болен процес, радикален процес има, една од европска држава такво нешто направи со судството. Отиде на комплетно разрешување, па помери систем враќање назад и беа на дното на Европа, сега се во првите држави. Може би таков радикален процес требаше да се размислува на таков радикален процес. Па ќе кажам, овој сега закон кој што го имаме е правено со европски партнери, е стварно еден демократски европски закон. Ама ќе кажам за луѓе кои што свесно функционираат и работат. Ако јавниот обвинител се заангажира, имаме ние закони, ако постапи по законите, расчисти прво кај него, после лесно ќе одиме на втората фаза. Втората фаза е расчистување со големата корупција која што ја споменавте претходно. Вие видите, повикајте кој бил административец, кој што работи во кој бил орган административен. Поставете му прашање има ли кај вас корупција. Ако не ви каже два случаја кај што он смета дека има корупција, сигурно ќе ви каже барем два. Па сега не, може би он греши, ама тоа некој треба да го истражи. Може би па не греши. Доволно е да ги соберат од Државниот завод за ревизија, она што ревизорот ги пише, Државен завод за ревизија. Па во секоја институција која што извршил Државниот завод за ревизија, ревизорски извештај наод има, доволно е јавното обвинителство по тие наоди да почне да постапува. Вие гледате некакво постапување. Излегуваат официјални луѓе, ве сегашни да речеме министри, велат поднесовме кривична пријава против претходното раководство за таков случај, за вако. Си изнаслушавме по телевизија, некаков епилог нема. Па кој тој епилог ќе го направи? Тоа треба тргне од јавното обвинителство. Ако јавното обвинителство почне така да постапува, после тоа, кога јавното обвинителство ќе постапи, ќе ги дотера предметите до суд, тогаш ние ќе се префрлиме на судот, па после видиме судот дали работи. Али сега доаѓаме до една тесна ситуација во која што викаме цело ги изедначуваме јавното обвинителство и судството. И викаме не работи целиот се. Тој не работи, ама дајте да видиме прв кој треба да почне да работи. Јавното обвинителство. Па нека не постапи после судот, да знаеме каде да се лоцираме. Третата работа кај јавниот обвинител за кој што утре исто така би сакал да му укажам дека јас барем би очекувал од него, кој ќе заврши со овие две работи околу околу крадењето на буџетот на државата, пошто тоа е јавно добро, внатре прво да си ги расчисти работите во сопственото јавно обвинителство и после да се префрли према олигарсите. Банки, осигурителни компании, финансиски друштва разноразни, станови, луѓе некои кои што купуваат станови од нереални цени. Шо зор има некој да купи стан 3785 евра квадрат, кога тој знае дека не чини толку пари. Зошто го купил толку пари? Вие го купувате, не знам, чашава кој кошта 20 денара, одите ја плаќате 100 денара. Шо мака имате да сакате да ги потрошите парите? Нешто имате мака. Ја можам да претпоставам шо ви е маката. Али мислам дека за таа моја претпоставка треба претпостават и институциите надлежни шо мака има. Па да го испраша, да го викне. И ја знаете што исто така многу сакам да се направи. Еднашка најпосле во државата. Да имаме еден закон за потеклон имот. И да кажеме, Малиша, пратеник бил, го купил телефонот. Колку кошта телефонот? Немам 100 евра. Имаш ли ти пари 100 евра да купиш? Имам. Ако немаш 100 евра пари, добро, кај ти се пари? Вие како ретко кој пратеник, дури и вашата сопруга ја инволвиравте и ја запишавте во тоа потеклон на имот? Апсолутно.
Апсолутно. Јас немам што да крием. Јас кажував Немате 6 стана како некој? Немам 6 стана, она што сум го купил стан од спрат од куќа во Маđари, тоа регуларно сум го пријавил, се уште го отплаќам кредитот за тоа што сум Дури го купил. на интернет пишува. Апсолутно. Се уште го отплаќам 11 од 2009 навака, се уште го отплаќам кредит. Ќе имам уште долго време да го отплаќам како секој нормален граѓанин. Не возам скапа екстравагантна кола. Можам да посведочам. Можете да посведочите, значи тоа после кој ќе ми заврши пратеничкиот мандат, па ќе бидам работник. Па ќе се вратам, ќе работам на работно место за плата колку што сите други останати земаат. И па сега кога сум веќе на ова место, мојата идеја е, моето размислување, можам нешто да направам. Она што можам да го направам е гласно да ги кажам работите да зборувам. Јас гласно кажувам, гласно зборувам и она што можам да го направам преку моето гласење го правам. Така. Еве јас бидејќи сте на таа функција што сте и гласно говорите, би сакал да ви сугерирам и нешто и воедно да ве замолам да поставите прашање во парламентот на тие пратенички прашања. Малку да се покрене околу онкологија. Јас ја загубив мојата мајка и многу луѓе загубија и сопруги, и мајки, и деца таму. Беше една од тие што им ставале вода во тие хемотерапии, ако може да се знае кога, впрочем, повеќе од 2,5 години, ако не се лажам, трае веќе случајот, никаква разрешница нема, се молат, никој не си признал ниту пак вина. Навистина ми е жал еве ова што го слушам, не е убаво да се загуби родител, не е убаво да се загуби кој било близок од семејството, тоа е навистина жално, примете сочувство, еве не знаев за овој податок. Онкологија е предмет кој што е веќе во судска инстанца. Да, ама некако во судот заглавува. Да. Мислам дека ќе мораме, еве, во рете вашето прашање ќе опоставам како прашање, имаме контакти, ќе ви кажам. Ви благодарам. Да, навистина мислам дека треба би требало јавноста, можеби судот работи со одредена динамика, меѓутоа судот покажа еве за предметов исто немил настан со кочани, дека судот може да работи во убрзана динамика. Така. И можеби и овој предмет за онкологија, не можеби него сигурно треба да се стави малце со таа убрзана динамика. Не мора да се разликуваат од судење до судење да поминат месец дена. Гледаме дека може ли и 2 дена. Тоа е ванчовечки напор кој што го прави судот, сега да сватиме за кочени, тоа е надвор од сите, нели, редовни работења, морал тој судија да биде ослободен, па само кочени да го работи, но мислам дека и онкологија го заслужува тој третман, да биде ставен под таков третман. Така. Загадувањето е рак рана на македонското општество, на нашава држава, би рекол, долги години тоа си оди една власт, доаѓа друга, воздухот е ист, ништо не се менува, освен тоа што еве дознавме пред многу години како еден од скопските градоначалници имал прочистувач на воздух во неговата канцеларија, па си останал тоа таму, како да он само треба да дише чист воздух, но затоа потоа знаеме сите дека во последно време се крена како една лава, како една револуција, би рекол, протести за усие, и тоа е добро, би рекол, не е тоа некоја си лоша работа, но дали мислите, дали чувствувате дека исти овие протести би се кренали за Рекбитово и за Тетово и за Струмица, не е само Скопје закаден град? Видете, многу интересно прашање сега поставивте околу загадувањето. Јас, например, морам многу отворено ќе зборувам. Надвор од институциите и надвор од системот сметав дека е лага, дека најголем загадувач во Скопје се всушност куќите кои што се греат на дрва. Тоа сметав дека е лага. Одма отворено кажувам, бидејќи јас сум растен во Скопје, живеам, роден сум во Скопје и порано сме се грели сите на дрва, па немало ваква состојба. Меѓутоа, за жал, сега е Скопје преизградено и ако се намалени можеби оние кои што се греат на дрва, таа загаденост која што тоа ја предизвикува е огромна и ние ја чувствуваме. И по сите мерни станици кои што се врши мерење, како е што, дрвата за загревање на домаќинствата се најголемиот проблем. Така лоцираат барем институциите. Фабриките, тоа е интересно прашање. Еве, например, имаше, не знам дали знаете, пред Уси има ставено таму за мерење на мерна станица.
Интересна работа е што таа мерна станица секој пат е добра. Ја мислев мерната станица не чини. Пошто мене ми е логично усија да загадува. Поминуваме, гледаме онолкав чат. Како се не загадува, чатон што прави сега? Мерна станица има, таа е позитив. Зборував со еден експерт кој ќе разбира проблематиката, вика бе вие не мерите пред усија. Тоа вика висок е оджакот, таму паѓа, вика онде у Лисиче. А у Лисиче е загадеността зголемена. Значи, некаква поврзаност околу тие две работи има. Дали решение дислокација на усија? Предпоставувам дека е. Дека е најверојатно и најисправно решение. Дали е возможно да се дислоцира усија на трошок на државата? Не знам. Гледам дека градоначалниците или градоначалникот на град Скопје као кажа да, како идеја еве би прифатил, али од каде ќе се најдат средства за такво нешто, не знам. Она што ние сега, мене кога некој би ме прашал што сметам дека треба да се направи, тоа е појачување на инспекцијските контроли. Ти имаат строги закони. Таму морате се знае да купите специјални филтри кои што ќе ги ставите, тие чинат многу пари. Мене не ме интересира што чинат многу пари. Ако законот те вели дека треба да ги купиш, има да ги купиш. Дајте тие инспекцијски контроли да зајачат. Ја сега инспекцијскиве служби мораме да ги направиме да бидат појаки за да истражат таа цела работа. Сега за РЕК го спомнавте РЕК. Да, не знам дали Битола директно чувствува. Знаете, ние се буниме кога ќе почувствуваме директна последици, директен проблем. Не знам дали Битолчани имаат проблем од РЕК. Многу граѓани од таму не контактираат и велат дека Битола не бари исто како усија, дека се чувствува дека загадува, па и Тетово не е нешто за пофалба. И Тетово не е за пофалба. Видете, едно од решенијата за РЕК, например, за РЕК многу поедноставно се средува работата, бидејќи ако се изградат ова новите централи кои што ги најави премиерот и владата, кои што се веќе во фаза на изградба, тогаш РЕК Битола ќе биде производството на струја на начинот на кој што го произведува РЕК Битола, ќе биде многу поскапа струјата, многу поедноставно ќе биде вака се произведе струја. Со самото тоа ќе се исклучи РЕК Битола, односно ќе остане да за не дај Боже ситуација, нешто како што сега во Неготино. Еве имаме ние термоцентрала во Неготино кој што не работи, бидејќи е неисплатлива, таа е на мазут. И не, замислите колку ќе загадува таа да работеше. Меѓутоа сега не работи бидејќи имаме друг алтернативен извор на струја кој што е поевтин и кој што не загадува. Тоа е она за кое што зборуваше и премиерот и најава имаше владата. Мислам дека тоа решение околу ваквите објекти како што е РЕК Битола. Околу усија е покомплицирана работата. За жал Скопје е превише проширено. Ние правиме една ситуација кога Скопје 1963 после земјотресот велиме дека е град на солидарноста, отворен град. И вие ќе видите дека Скопје имало 270.000 жители во тој период, Љубљана имала 230.000 жители. Сега Љубљана има 270.000 жители, Скопје за истиот период е какви пола милион, 670.000 има жители Скопје веќе. И тоа што се регистрирани, колку луѓе има што се градат што имаат станови од натрешноста, а се води со лични карти на. Значи у Скопје изда не, ама по моја вака проценка 800.000 најмалку живеат постојано. Сега, значи превише се прошири градот без да се води сметки, сега не имаме проблем. Кој што многу тешко ќе се решава, ама од некаде да почнеме. Еве гледам дека ваквите најави, чистења, гледате дека имаше чистење на Вардариште, па строги контроли, забрана веќе да не се пали Вардариште, па гледам сега градоначалникот на град Скопје се обидува основното чистење да го направи, па пречистителна станица, водовод. Ако почнеме со овакви мерки, ќе иде болно процесов, мачно, меѓутоа ќе се движиме напред. Лошо е што во изминатиот период имаме проблем, не се движевме воопшто. Тоа е проблем. Ја начнавме како тема, како прашање и дискотеката Пулс, па и таму малку правдата, еве, година дена веќе се стори како да е малку спора. Гледаме сега во последно време промена на искази. Дали мислите дека ќе има правда во овој случај? Видете, мора да има правда. Јас не сакам да го поставам воопшто прашањето дали да размислам во друга конотација. Особено не за вакви случаи. Пулс, онкологија, случаи со смртни последици. Не сакам да размислам дали треба да има правда. Таму мора да има. Транс исто. Без трансласкарци. Не сакам да размислувам дали ќе има правда. Таму мора да има правда. Ние како општество, значи да се самораспуштиме сите заедно. Држава да немаме ако таму нема правда. Ја мислам дека таму ќе има правда со тоа што и кога зборуваме за правда, правдата не е иста
различно се гледа на правдата. Знаете, например, јас по некој пат не ги обвинувам, не посочувам секој пат прст према судството. Вие судот, ако може некого максимално да го казни по барањето на обвинителството од 4 години, што ти е крив сега судот? Ајде да го споменеме се Артан Груби во домашен притвор, ако се врати. Ако обвинителот барал да биде во домашен притвор, што се судот крив? Судот не може он да му каже, бе, чекај, не може. Ти сега ти идеш у притвор. Не може. Ако е максималната казна предвидена 4 години, после ќе кажеме ова ли е држава. Ма да не го посочуваме тоа судот. Сега да кажете да се променат закони? Сакам да кажам дека правдата не треба. Предпоставката моја е, сега го начнавте коментар, дадовме околу пулси, околу кочани. Да. Каква и да биде казна предвидено од судот, максималните казни да бидат за родителите, тоа ќе бидат минимални казни. И затоа сакам да кажам дека правда мора да има, како ќе ја гледаме на таа правда ќе биде прашање. Тоа у тој контекст сакав да кажам. Така. Многу јасно. Премиерот збореше околу бугарите. Кажа дека додека тој е премиер, мене ме интересира сега вашиот став околу вашиот став личен и ставот на вашата партија. Додека е тој премиер, нема да има бугари во устав. Според овие околности, додека не ги признаат македонците или барем да испочитуваат некоја од пресудите во Хаг. Тоа е едната работа. Втората работа, премиерот во одреден и се уште, не само во одреден период, бараше да имаме цврсти гаранции дека тука е крајот, веќе нема да се бара дополнително барање, дека ќе нема. Што многу тешко се обезбедуваат такви гаранции, меѓутоа тоа е барањето. И ние сме сега во еден непредвидлив процес. Порано беа копенхашките критериуми за влез во ЕУ. Вие знаете што треба постигнете за да можете да влезете во ЕУ. Сега вие не знаете што треба постигнете за да влезете во ЕУ. Од каде знаеме сега дали бугарите ќе застанат со устав барање? Утре ќе ни бара промени ова. Па ќе бара дајте ни ова. Па може утре да бара територијални претензии, од каде знаеме? Можеме да предвидиме. Кој знаел пред 10 години дека бугарите ќе бараат ако не влезат во уставот, нема да можеме да отвориме преговори со Европска унија? Кој знаел? Никој. Така да влеговме во еден непредвидлив процес што е многу опасен за државата и добро е тоа владата што го блокира. И вели, видете, направите ни го повторно процесот да биде предвидлив. Апсолутна поддршка има во однос на тоа прашање. Што се однесува до мене, јас и дури во такви околности би размислил да би гласал за бугари во устав. Зашто гаранции, впрочем, па и на Зоран Заев му дадоа. Гаранции па видовме што бидна со тие гаранции ништо. Значи, ние мораме да завршиме со една политика на принудна еднострана. Значи, јас сега се чувствувам како граѓанин на оваа држава, како македонец, дека еднострано ме принудуваат да направам нешто што јас не сакам да го направам. А не гледам што добивам со тоа што ќе го направам, како да ви кажам. Ви едноставно имате барање, стајте не во устав, добро, и да ги ставиме утре во устав. И после ако побарат нешто друго бугарите, што ќе правиме? Кој ќе биде после виновен? Нели рекоа ќе влеземе во Европска унија доколку го сменим името. Не сме во Европска унија, името ни е сменето. Што ќе правиме сега? Не можеме да го вратиме, сме сменили во Европска унија, не сме влегле. Сите ни викаат, не знам јас со кого си се договарал таму, праши си го него. Значи не можеме ние да имаме таква несериозна политика како држава. Мораме да имаме црвена линија од која што нема да преминеме и ние од Европска унија бараме да имаме предвидлив процес, да знаеме направите го ово и тоа е крај, да знаеме. Пошто ние влеговме во ситуација, повторно ќе повторам, да не знаеме што правиме. Спасот на Македонија во однос на ова прашање да имаме изграден консензуален став. За жал, многу тешко таков консензуален став се гради и ако повеќе обиди се направени. Не сакам ја сега да обвинам 100% опозицијата за таа работа, ама некако и кога ќе кажат тие црвени линии, нивните црвени линии се не знам. Мојата црвена линија е овде, нивната е како да ви кажам, они нема црвена линија, они без кочница е. Тоа е проблем. Дајте црвената линија да биде до негде, не како да ви кажам. Не е црвената линија прифаќање на бугарските, се што ќе побарат бугарите. Или која било друга држава. Од кај знаеме дека само Бугарија ќе биде? Утре Албанија влезе пред нас. Може Албанија утре да ни бара нешто? Или Срби. Кој било? Не знам. И не само тоа, видете вие Турција, да ја земеме како пример, ја често ја зборувам. Турција веќе се откажа да влезат во Европска унија. Тие едноставно нити поднасат извини, нити барат, толку е, поднесоа едно време, ако се сеќавате, во еден период до 2011 година тие навистина тргна во тој процес, сакаа сериозно да влезат. И се сеќававме ние по европски парламенти, тие запињаа, правеа реформи,
Они заглавија на барање кое што го имаше Холандија, замислете. Холандија им бараше. Вели, имате таму, не ви владее право во државата, не смете да имате, на пример, Меркел викаше, не смете да имате смртна казна. И они викаат, чекај па сега, нели со Америка има смртна казна, што не им кажете на Америка, така се браниат турците. Има некоја логика во нивното. Вика, вие сега ни кажувате, сменете закон, сменете се, па тоа е тоа. Сега значи не ни граничат, а имаат барање. Значи ние ни стана непредвидлив процесот. Иако секако дека Турција не е мала држава, далеко од тоа, но дали мислите дека, не говорам за Турција, дали мислите дека малите прават што мораат, а големите што сакаат, не знам како да... Па за жал во светот е така и во природата е така. За жал така излегува. Тоа е особено ако она единствената заштита малите држави се повикува на меѓународното право. Меѓународното право ги штитеше. Обединетите нации ги штитеа, судот за човекови права ги штитеше. Не знам, имаше кој да ги заштити, има каде да се пожелат. Ние видовме дека одамна тие институции више не функционираат. Ги добија своите права македонците што ги ја добија Бугарија добија некакви права, не. Ништо не добија. Значи судот таму не функционира, односно вака можете да имате за лична сатисфакција, јас добив, па сега боже мој како понатаму. За жал светот се наоѓа во една многу сериозна состојба каде што и во гледате дека најголемата, најмоćната држава на свет, Соединетите американски држави се повлекува од 43 светски организации. Обединети нации веќе сега тежок збор да не употребам дека не функционираат, ама де факто не функционираат. Ако ви имате резолуција која што поддржал цел свет, само 2 држави не ја поддржали, тие си прават и понатаму што сакаат, што ќе се Обединети нации. Значи... Но, господине Малиша, знаејќи, например, се ова што го говорите, тоа е така, неспорно, дали мислите, дали сте намислени дека доживотно ние треба по секоја цена, овие не сакаат, ние ќе ги молиме, ние се ќе правиме и на крај се ќе биде во вода или треба да си фатиме некој трет пат, например? Па не знам кој би бил тој трет пат. Ние она што јас сметам дека треба да го правиме, мислам дека и во моментот и идејата на владата е тоа да го правиме. Значи, дајте ние во нашава држава сето што ние од нас зависи си го направиме. Нашиве реформи се подобриме нашата економија, ако Ама за нас, не за... Па апсолутно. Значи да си го правиме она што е позитивните работи во нашава држава, да си ги правиме. Дали во одреден временски период тоа ќе ни донесе членство во Европската унија или не, да видиме, да почекаме. Ако ни донесе членство, супер. Пошто видите, која е другата алтернатива? Често пати сум дебатирал со колеги, вика, знаете да бидеме независни. Како ќе бидеме независни кога сите околу нас се зависни? Како да бидеме независни? Еве проба, не можеме ние да се навраќаме во периодот, знаете, она романтичарство што постои се уште меѓу граѓаните. Океј, сето тоа, и јас по убедување можеби сакам така да слушам, да видам дека какви убави. Ама не тоа време не се враќа, не се исти околностите. Геополитиката не е иста. Замислете или велат често, ајде да отвориме, вика, пазарот кон исток. Па ајде, еве, јас сум во интерес на државата сум имал такви билатерални соработки со местото од работната позиција која што сум имал. Ајде да отворете кинески пазар, ајде да видиме. Ајде вие продавате нешто во Кина. Кина гледа да продаде кај вас, не вие да продавате кај неона, на тоа се базира. Или Русија. Знаете ви кој ќе кажат, на пример, еве слушам и на утринска емисија наши сограѓани, и тоа е окей, вика, ние можеме се да произведеме, да ја раниме Европа. Мислам, тоа се, како да ви кажам, знаете дека ние, на пример, можеме да произведеме, не знам, за ресторани во една поголема држава не можеме да произведеме храна. Како да ви кажам, тоа се огромни цифри. Значи, ајде како мала држава и мала економија да се сконцентрираме на она што најдобро можеме ние да го работиме како мала држава. Геополитички да се поставиме во една колку што можеме подобра позиција према соседите и повторно економски да соработуваме со Европа. Пошто сакале некеле ние највеќе извоз на македонска стока убедливо со над 70% завршува во Германија. А Германија е членка на Европската унија последен пат кога видов. Така да немаме ние многу алтернативи, многу избор, но не викам дека по секоја цена треба да ја молиме Европска унија да влеземе. Дајте да си ја подобриме нашата држава. Закони добри, за граѓаните да направиме повеќе, економијата да ја зајачаме, сите да имаме разбирање, да поставиме црвени линии. Тие работи кои што од нас зависат, ајде да ги направиме.
Сакам да ве запрашаме околу минималната плата. ССМ тргна со протести, со штрајкови за да се покачи минималната плата, а премиерот вели дека тоа се не баре пратени од Филипче, од СДСМ, и едно подпрашање, а тоа премиерот исто така вели дека договорете се вие заедно, ако се договорите, дали ова е една политика ни риба ни девојка, како може они заедно да се договорат? Тоа никогаш не било, па нема ни да биде. Видете, за ова прашање може многу да се дебатира, не е така едноставно се даде одговор за ова прашање, ама еве накратко. 2022 година се подпишува еден не е тоа протокол, методологија за пресметка на минимална плата. Таа методологија подпишува тогашната влада, заедно со министерката за труд и социјална политика како нејзин представник и синдикатот. Тогаш, 2022, јас, например, сметав дека таквата методологија кога тогаш ќе се одрази негативно врз работниците. Зошто? Бидејќи таа методологија се темелеше на зголемување на минималната плата врз основа на зголемената инфлација. И тогаш имаше периоди, се сеќавате кризата COVID, имаше периоди кои инфлацијата идеше по 19%. И се синдикатот вика, шуба вака, зголемување 20% на плата годишно, одлично. Ама, кога се спушти сега инфлацијата на 2,9%, ништо од зголемување на минимална плата нема. Тоа е таа иста методологија. И владата вели, видите, по методологијата вие која што сте подпишале, јас тоа го плаќам. Ако сакаме да ја смениме таа методологија и да направиме нов систем, треба тоа да го испреговараме, како поинаку би одело. Сега, да ја свртиме помалце работата поинаку. Од ова сега што го кажав. Да не дојде па сега ситуација, сега јавно го поставуваме како теза, како прашање, да не дојде ситуација да имаме, не дај Боже, во недоглед криза со Иран, што ќе предизвика инфлација, па да дојде инфлацијата пак висока, па по оваа методологија да биде баслословна минималната плата наредна година. Може ли такво нешто се случи? Не знаеме, може. Значи, ваквата методологија по мене не е добра, но мора да се испреговара нов начин на пресметка на минималната плата. И сега, ова минимална плата, јас сум зборувал и со представниците на синдикатот, ова минимална плата што ја бараат 600 евро, за основа што ја барате, по кој параметар? Еве, например, има Меѓународна организација на трудот. Таа вели, вика, од потрошувачката кошница која што е израчуната во државата, половина треба да биде минималната плата, според нив. Според Европската комисија, Европската унија, они немаат идентично решение, меѓутоа велат вака. Имаат некоја параметар, минимум. И они велат, од просечната плата исплатена во државата, половина треба да биде минималната плата. Сегашната минимална плата е тука некаде. Дали е доволна минималната плата? Мене, ако ме прашате, не е. Треба ли да се зголеми? Треба. Ако ние како држава им дадовме на работодавачите поволни меки кредити, кои што цела држава се задолжи заради тоа, редно е и тие нешто да вратат. Нека ги вратат средствата према работниците, не према државата. Ако е тоа така, повторно мораме да дојдеме до преговарање. И тоа е бара владата што го бара. Оти вака, знаете, еднострани наметнати идеи и мислења, еве до кај не донасаат. 2022 имате слика кај што го славиме како најголема победа методологијава, веќе 2025 година тој истиот синдикат е на штрајк. За истата таа методологија која што он ја славил и он ја барал. Нелогично. Дајте да направиме нешто што ќе обстои подолг временски период. А како гледате нешто партиски дека навистина мислите дека е партиски? Не можам јас тоа да го кажам. Се гледаше на пример од оние слики, ако видовте, значи нели вадеше коалициониот партнер ВМРО ДПМН во своите изјави, нели рече, лоцираше одредени лица кои што организирале во интерес на синдикатот, биле во структурите на високи места во Социјалдемократскиот сојуз. Имаше и видеа, видовте од протестот дека се шета и со мајчки, СДСМ и слично. Али еве, не би сакал, повторно ќе кажам, јас сум социјалиста, по убедување, повеќе би сакал работникот да добие поголеми права. И малце сум, повеќе влечам на страната на работникот. Еве, не би сакал синдикатот така да го бојам дека политички се действува, но дека синдикатот мора да седне и да направи методологија подолготрајно одржлива, мора. Го изгласавте во собрание новиот кривичен закон. Што е тоа што го прави подобар од стариот, например?
го прави подобар од последната верзија. Имаме повеќе верзии ние околу кривичниот закон правено. Овој кривичен закон за кој што јавноста сакаше да биде, односно тоа е околу оној член 353 злоупотреба на службена положба. Во 2009 година некаде, а тој стапи во сила 2010, ние тогаш донесовме еден закон за зголемување на кривичната одговорност злоупотреба на службена положба од 4 на 5 години, а застареноста да биде дупло од максимално предвидената казна. Во пракса тоа значеше дека делото застарува за 40 години. Сметате дека со такав донесен, јас јавно прашував, дали со така донесен закон се подобри состојбата од 2010 година што се однесува до корупција? Имате вие таква представа? Ја немам. Се подобри со таков закон? Не. Зошто? Не функционираше законот. Второ, ово исто јавно обвинителство кое што јас знам често пати и да го критикувам, му дадовме широко поле на делување. Му викаме ти делувај, ама ти застарува делото после 40 години. Значи овој може да си седне, да ужива, колегата шуше не е роден, кој ќе дое на работа, он ќе го решава предметот. Значи и тоа не бива. И сега одевме со таков строг закон, затоа доаѓавме ние до ситуација кај што се викаше за 100 кебапи 4 години затвор. Да. Па вие сте го направили, направивме таков закон, овој што го фатиле, го однеле на суд, судијата му дал минимална казна му дал. 4 години, ама тоа му е минималецот. А ако е за 100 кебап? Значи имавме небулозни работи, овој со милиони не ни доаѓа до суд. Овој за 100 кебапа, тој е дошол до суд и ќе лежи 4 години затвор. Затоа 2% е. Ама апсолутно и тие 2% се статистичка грешка. Ја не верувам дека постојат 2% луѓе од државата што викаат супер јавно обвинителство. Под 2% е сигурно. И тоа администрација му. Или некој од овие обвинетите што се спасил па го праже добро е одлично. Вака нека тери За мене е добро. За мене е добро. Значи ова другово што остана. Да речеме, после тоа дојде оној закон кој што го донесо СДС, ако се сеќавате, кај што направи практично да не се одговара. Направи да застара делото преку ноќ. Овој сега закон што е донесен, кривичен, е нешто на средина, значи не е толку строг, меѓутоа не е ни ваков да биде преблаг. Значи тука се предвидува казна затвор од 4 до 10 години. Застареноста ви е 20 години. Ја кога ме прашува мене за овој закон на друга телевизија, вика видете, да тоа е многу благо. Кешки е нека јавното обвинителство покрене постапка. И судот минимално нека го казни 4 години, јас сум задоволен. Ма нека го казни. Ама нека го казни. Кешки нека го фатат дека се огрешил со законот, дека опјачкал државни пари кои што се мои и ваши. Нека го судат и нека го суди со минималната казна 4 години. Подобро тоа него да му предвидиме ние казна 50 години, па он уопште да не го види судот. Значи меѓу тие две работи јас ова го бирам. И добро е сега помеѓу сите работи што Уставен суд таквото толкување и таквиот закон го прифати, ако видовте даде позитивно мислење, што вака на Уставен суд ретко му се дешава, бидејќи тој орган е приказка само за себе, само за себе приказка. Луѓето кои што се внатре се посебна приказка, да не ги критикуваме, ама е така. И последна изјава на претседателот на судот е многу дискутабилна. Држи ли вода моабето што опозицијата моментално обвинува дека продолжуваат партиските вработувања, нели, еве последно знаеме дека од партискиот кадар на Вреди членка, значи зборуваше за Инстанбулската декларација и немаше појма околу тоа што говори, па имаше многу небулози. Кој е вашето мислење за се ова? Па дојдовме до ситуација да говори јавно, да се види дека се небулози, да мора да се повлече. За разлика од претходниот период кога не се говореше јавно и не можевме да видиме небулози, а беа еден куп. Ова го видовме и го спречивме. А тоа што не сме го виделе функционирало низ годините, 30 години наназад така. Значи има подобрување. Тоа е онаја за кое што го зборувам. Дали е идеален системот? Не. Дали по одредени аспекти гледаме да го подобриме и го подобруваме? Да. Тоа е квантен скок од претходно. Порано вие сте гледале јавно да ги испрашува некој пред да ги прими? Не. Еве сега имате нов закон кој што е спремен, за кој што имаше јавна дебата за високата служба. Таму се строги критериуми предвидени. Таму веќе нема да може државен секретар во некој министерство да биде вака, од ракав истресан. Таму после ќе можете да бирате од сите апликанти од првите тројца.
Кешките дојдат, нек се пријават 10 души, па ја одберете го 10-тиот. Ако донесеме таков закон. Значи постепено се затвара полето на ваквите партиски вработувања. Во здравството исто така, да, беше предлог на левица, меѓутоа ние сите го поддржавме. Ве гледате, добро законско решение го поддржуваме и ние, без разлика што дојде од левица. За здравството. Веќе директорот не може прими доктор. Се прима прворангираниот. Има тестирање, има пријавен оглас, прворангираниот мора да го прими. Не зависи од него изборот. Не можеме да кажеме 10-тиот ќе го примам, тој најче ми се свија. Значи полека почнуваме да го средуваме, ама мораме да го забрзаме темпото и мора да биде поширок опфатот. Еве за тоа се бориме. Али дека одат работите во вакви некои конотации напред одат. Минатиот пат не ме обвинија, вика јавното обвинителство вие сега го кажувате, меѓутоа вие го партизирате јавното обвинителство. Откако сме дојдени ние на власт до сега во јавното обвинителство има нула вработување. Како сме го партизирали со нула вработување? Нула. Дури тие се бунат, вика, не ни давате пари да вработиме. Дополнително со овие закони не зависи од политиката кога ќе вработи. Не зависи, самите они ќе си изберат кого ќе вработат, што е добро. Јас велам, не треба тие да бидат независни, тие мешаат работи често. Не треба јавното обвинителство да биде независно, никаде во свет не е независно. Треба да се оперира со израз самостојно. Тие се дел од извршната власт, дури во добар дел од земјите во Европската унија јавниот обвинител е министерот за правда јавен обвинител. Значи тие не треба да бидат независни, но треба да бидат самостојни, никој да не им влијае на одлуките кои што ги носат. Тоа е за целта за која што се бориме во тој орган, во овие други органи околу партиските вработувања. Мислам дека веќе се стеснува просторот и ние во делот на администрацијата треба да разбереме дека администрацијата е таа која што го покренува системот. Тоа што ќе го оставиме, тоа ќе го најдеме и нашите деца тоа ќе го најдат. Примете вие сега, не знам, не мора да биде администрација доктор по партиски клjuč или не по национален, подете он нека ве оперира. Значи, самите себе имаме синдром на самоуништување, со тоа мораме да престанеме, ама еве пошто не можеме самостојно да престанеме, мораме вака со закони. Со закони, со ограничувања и еве веќе во одредени области имаме напредок. Господине Малиша, како ви помина времето во Демократски импулс? Во Демократски импулс одлично, си направивме отворен муабет за повеќе теми, гледам дека офативте на вистина многу теми кои што се актуелни, некои теми кои што еве вака ги едноставно, ајде да не речем ги болат граѓаните, меѓутоа ги тиштат, имаат проблем граѓаните со тоа. Сметам дека еден вака одличен подкаст и ви посакувам успех. Се надевам дека многу мои колеги ќе седнат на моето место, па да ја прошириме нели демократската дебата. Дај Боже. Јас сум убеден во тоа. Целта ни беше да направиме општествен значи подкаст, како што секогаш говорам за народот, и чест ни беше што ни бевте токму вие денеска гостин во оваа епизода. Како последно прашање да ве запрашам Станковиќ, дали имате можеби нешто со Дејан Станковиќ? Дали па сте навија за Интер? Дејан Станковиќ. Пратите ли фудбал? Не, пратам фудбал, ама еве не сум навива за Интер, немам доперна точка со Дејан Станковиќ, би било добро, нели? Го почитувам како фудбалер и како играч, меѓутоа од италијанската од серија А, нели? Од серија А навивач на Јувентус, а не на Интер. И Дејан Станковиќ нели беше звездаш. Добро што не сте братучеди, иначе ќе имаше Кавга, Јувентус, Интер. Па тогаш ќе морав да навивам за Интер, тогаш ќе бев пристрасен вака, повеќе пристрасен, така. Уште еднаш ви благодарам што ви благодарам на поканата, ми беше чест и многу пријатен и убав разговор. Мислам дека покажавме дека не по секоја цена мора да се напаја гостинот или нешто слично, се трудиме да држиме една неутрална линија и секој да се го каже своето мислење. Апсолутно, еве тоа е одлика на вашиот подкаст и една од подобрите одлики. Не треба секој пат да биде кавга, за да биде интересно и примамливо за гледање. Точно. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Драги гледачи, тоа беше нашиот пратеник Малиша Станковиќ, а вие го гледавте најновото издание на Демократски импулс. Се гледаме.